Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на владата, почитувани медиуми. Денес расправаме за предлогот на избор на нови членови на владата. За мене како пратеник ова не е само кадровска промена, туку може да се направи и дополнителен исчекор во ефикасноста на институциите и во исполнувањето на очекувањата на граѓаните. Колеги од опозицијата, во парламентарната демократија, реконструкцијата на владата е редовен демократски механизам преку кој се зајакнува капацитетот на институциите и се обезбедува нова енергија таму каде што е потребна. Затоа денешната расправа треба да биде насочена кон програмите, приоритетите и одговорноста што секој предложен министер ја презема пред граѓаните и пред ова собрание, а не дискусија со празни демагогии. Независно од различните политички ставови во оваа сала, верувам дека сите сме свесни заедно за едно. Граѓаните очекуваат работа, одговорност и резултати. Затоа ова расправа не треба да се сведе на политички флоскули, туку на сериозна дебата за тоа какви политики се потребни за Македонија и какви резултати очекуваме од секој што ќе превземе јавна функција. Реконструкцијата на владата, почитувани колеги, е легитимен инструмент за поефикасно функционирање на институциите. Не е успех, ниту неуспех сама по себе. Единствениот вистински критериум се резултатите што граѓаните ќе ги почувствуваат во своето секојдневие. Од новите министри очекувам отчетност, транспарентност и ефикасност, борбата против корупцијата, зајакнување на институциите и подобрување на јавната администрација со области во кои резултатите се особено важни за вас. Граѓаните очекуваат еднакви правила за сите институции што ќе постапуваат професионално и одговорно, а не да гледаат луксузи во Дубај и палјури. Собранието не е место само за гласање. Тоа е институција што представува волјата на граѓаните од самиот изборен процес и има обврска постојано да следи работата на извршната власт. Наша задача е да поставуваме прашања, да бараме отчетност и да придонесуваме со идеи и предлози што ќе ги подобрат самите јавни политики. Различните политички ставови се природен дел од демократскиот процес, но кога станува збор за економскиот развој, квалитетот на јавните услуги и иднината на државата, дебатата мора да биде аргументирана, достоинствена и насочена кон решенија. На граѓаните им се потребни вредни и честни одговорни носители на јавните функции. Почитувани колеги, како пратеник цврсто верувам во новите кадровски решенија предложени од премиерот Христијан Мицкоски и владата. Затоа повикувам сите заедно да ја поддржиме оваа реконструкција. Впрочем, и анкетите го докажуваат тоа која и каде колкава е довербата. Ви благодарам.